Дали има реална основа за покачувањата кои се случуваат со цените на струјата, парното и нафтата во Македонија? Секоја роба си има своја цена и се формира врз база на некак трошковен принцип, особено оние цени кои што ги форматира и ги формира регулаторната комисија за енергетика. А то токму се однесува за цената на електричната енергија, за цената на топлинската енергија што добиваме преку топлификација и за цената на горивата. И ако има можност, некој што се интересира, има таа прилика да приде на страницата, може да го симе правилникот по како се формира. И ќе видите дека таму голем дел кој што влијае на цената е цената на купување на тој дел кој што се прави. Например, ако се купи нафта, и бидејќи тоа е формирано со нафта, тоа може директно кај нас да се преработи во окта, кај што се има определена цена и дефинирано колку и признаваат за таа преработка. Тука може да се спори, дали е многу, дали е малку, кој процент, или дури Мак Петрол па ги увезува тие горива на слободниот пазар и на таков начин се формира таа цена, однапред е дефинирана, има равенка по која се каже толку учествува тоа што го купуваш од надвор, толку е твоето учество со работна рака, толку е дури и профит. Зашто? Не може никој да функционира ако не оствари профит. Зашто би го работел? Тој би не оставил без да се внесе такво гориво, па тоа ќе биде уште потешко. Значи, таа цена зависи. Многу пати се поставува прашањето дали треба да се смали акцизата, ето на дел што го зима државата во сметка на купување, да кажеме, на течното гориво. Дали треба да се намали делот што се издвојува за фондот за заштита на човековата околина. Дали треба да се смали учеството на оној дел кој што е за изградба на патишта. Колку се гледате, ако се откажеме од едно, па ќе кажеме ни фали обновата на патиштата. На некој начин сето тоа е дефинирано и определено да внесува потребни средства во буџетот на државата. Кои се причините за толку високите цени на енергенсите во светот? Анализата на тие причини секој се сведува на системот на обезбедување на голем профит. За да се направи тој профит, ако треба се предизвикуваат и војни, и плюс енергенсите се користат и како политичко оружје. И секогаш тоа ќе го видите. Ако е тоа строга политика, се води политиката и тоа ја формира цената. Ако малкутска една држава направи помало производство, од причина војна, тајфун, оштетување, нешто, цената на тој производ расте, бидејќи се смалува неговата количина на слободниот пазар и оно што го имаш помалку, за да не ти запре индустријата, да не ти запре производството, велиш, многу ми е поскапо стоењето, отколку цената на тој енергент и сите мора да купат. Тако, балансот е на тоа меѓу понуда и побарувачка. Чисти пазарни услови. Ако има на пазарот хиперпродукција, повеќе производство на било кој енергент, цената ќе падне, ако нема кој да купува. Од оваа причина, цела Европа донесе стратегија, така наречена 20-20-20, со која желбата да преку мерките за енергетска ефикасност, преку внесување на производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија и 20% користење на биодизел, или биогориво и метанолот како бензин, да се намали зависност од увозна енергија, а пред се они го мислат тоа на рускиот природен газ, кој што има како политичко оружје, секојаш им стои над глава како сабја и може да ги оптовари. Они се обидуваат да се излечат од таа политичка зависност, одат кон нови извори, но се уште таа цена е таква како што се диктира на пазарот. Тогаш се тие борби политички, дали ќе биде Јужен поток, дали ќе биде Набуко системот изграден, кој поправ ќе направи, тој ќе ги земе основните пари од продажба на гасот. Како што гледате, тоа се средства политички за остварување на влијание. На кој начин граѓаните може да го ублажат ценовниот шок од високите цени на овие енергенси?
единствено со смалување на потрошувачката на таа енергија. Ако порано многу почесто се возеле со автомобил, сега поретко. Или ако на работа оделе сами, секи седнат четворица, па секој четврти ден ќе вози со автомобилот и уште поевтино ако предат кога има можности да си возат или велосипед или да користат сообраќајот, јавниот сообраќај кој што знатно е поевтин од колку користење на возило на сопствени потреби. Во дома за загревање ќе се обезбедат единствено со дополнителна инвестиција, а тоа е да направат помала потрошувачка, да ги изолираат зидовите, да сменат прозорци, тоест да направат помала потрошувачка на енергија, но тоа е доколку имат сопствено индивидуално снабдување со енергија. Или да предат на поевтини извори на енергија. Оние кои што користеле течно гориво, масло за домаќинство, ќе размислуваат да предат на дрво како систем за грење кој што е знатно поевтин од нафтата, значи затоа. Оние кои што се приклучи на топлификација го имат тој проблем со тоа како ќе го решат проблемот, бидејќи системот топлификацијски е па оној што е со највисок стандард и тоа е по принцип за луѓе кои што имаат пари да го платат. Тој тоа обезбедува грење цело време, цела куќа континуирано загреана е, не загреваш едно, и кој што сака да биде приклучен на тоа мора да има средства и да го плати тој комфорт. Тој највисокиот комфорт треба да знаеме. Но и тоа не е голем проблем, бидејќи во Македонија околу 7% од становите само се греат на централен систем и тие се само во Скопје, во другите градови го немаат проблемот со вклучување и исклучување. Но тие луѓе кои што ова ги погодува им е сериозен проблем. Мора да размислуваат евентуално за друг систем за снабдување и нормално треба да се преработи начинот на наплата на потрошената енергија, бидејќи ова што сега стои и како што е она сметките како ги спорачуваат и пресметката на начинот, лично за мене не прифатлив. Има многу поедноставни методи кај што луѓето тоа ќе го гледат, Европската заедница тоа го бара, секој да гледа во даден момент колку троши и да може тоа да го раководи. Постои ли можност државата да интервенира и да го ублажи растот на цените на струјата, нафтата и парното? Државата го формира буџетот врз база на она што го собира од граѓаните. Дали од левиот џеп ќе префрли во десниот џеп, од кога ќе ги земе тие пари за да им го лесни на граѓаните? Да предпоставиме, сакаме на граѓаните им даваме ваучери на некои определени категории социјални случаи, по беа 500 денари, мислам, ваучер или 600 денари, за да платат електричната енергија. Но тие пари од кога ќе ги земе? Ќе ги земе од производството. Тие што плаќаат порез, тие што прават на некој начин кои што прават додадена вредност на своите услуги. И ако ти земеш од едниот, му префрлаш на другиот, државата не создава пари, државата само ги раководи и ги пренасочува парите. Тие што велат да се намали цената, нека кажат од кај да се земе. Ај нека кажат не даваме пари за образование. Да ги пренасочиме парите тамо. Дали ќе биде прифатливо? И да кажеме, не, сега сите лекови се плаќаат, нема бесплатни. Ама ќе ги намалиме цените на електрична енергија. Да се разбере, државата парите само ги управува. Она не создава вредност. Дали Македонија има скапи или ефтини енергенси во споредба со земјите од регионот и Европа? Па добро, веќе на сите им е познато дека електричната енергија кај нас е поевтина во однос на европските земји. Знатно, дека е не дека на приближни ниво со регионот, живееме во еднакво обкружување услови. Цената на течните горива, дури ако се гледа, се покачува во регионот нагло, се имаше и на вести дека има, бидејќи тие се менуваат на 2 на 3 недели во зависност од цената на нафтата на берзата. Сите веќе следат, знаат како се менува на 2-3 недели, на вести ја уват, па се качила за $1, за 2 и така и кај нас и ова. Ето, но за одбележување дека е кај нас многу скап природниот газ. За жал, ние плаќаме најскап природен газ во регионот, да нека, а па во однос на Европа знатно поскапо, но тоа е бидејќи сме ние само како краен потрошувач, бидејќи трошиме многу мали количини и тоа прави да биде тој со многу висока цена.